Некои настани не ја кршат реалноста со драматичен тресок. Тие ја расплетуваат конец по конец, додека на крај не останеш со партал во раце, несигурен што всушност тржиш. Таква беше трагедијата што неодамна ја преживеа Кочани. Во град што инаку се буди со здодевна сигурност на обичноста, една ноќ се собра целата несовршеност на светот. Во вакви моменти јазикот станува груб инструмент. Секоја реченица звучи или премногу студено, или неподносливо топло. И затоа повеќето од нас молчат, чекаат и шетат по градот како сенки на своите порано ведри верзии. Но молкот не е лек. Молкот е само мост што треба да го поминеме за да стигнеме таму каде што вистинското лекување започнува. Во зборувањето, во разбирањето, во таа чудна, несовршена човечка размена на болка и надеж. Некои ќе речат, животот мора да продолжи и ќе бидат во право. Но животот што продолжува после вакви настани е друг вид на живот. Тој е живот што шепоти, наместо да зборува смело. Живот што брои отсутни лица помеѓу присутните. И во таа нова реалност мораме да се научиме одново да бидеме едни со други. Да се видиме меѓусебно, не само како минувачи, туку како чувари на она што го делиме. Сопствената кршливост. Во периоди на траума, општествата имаат два избора. Или да заборават побрзо отколку што треба, да го избришат настанот како грешка на хартија, или да го интегрираат во својот идентитет, но не како рана што треба да се крие, туку како рана што треба да се чува, за да не се повтори. Ние сме луѓе токму затоа што помниме. И сме силни токму затоа што и кога сме скршени, сепак продолжуваме да бидеме мостови едни за други. Денес во Тантрум радио ќе зборувам за тишината меѓу зборовите. За начините на кои заедно дишеме, плачеме, живееме, без да сме свесни дека го правиме тоа. Ќе зборувам за колективната траума, но не како крајна станица, туку само како дел од патот. Но пред да започнам, прво да одговорам на едно прашање. Зошто Кочани беше мртов пред да умре? Кочани не загина на денот на несреќата. Кочани умираше одамна, бавно и тивко, во децении на корупција, незаинтересираност и себичност. Оваа катастрофа не беше изолиран инцидент, туку последица на еден систематски распад, што сите го гледаа, но ретко кој реагираше. Во град во кој корупцијата не е отстапка, туку очекуван начин на функционирање, во наводници, несреќите не се прашање на дали, туку на кога. Секој што врдеше глава пред вистината, што ја прифаќаше апатијата како нормала, што велеше не е моја работа и не можам сега да се замарам затоа што за мене и тука е Швајцарија, секој учествуваше во создавањето на таков супер летаргичен амбиент. Луѓето си гледаа само за својот двор, заглавени во менталитетот на лични интереси без грижа за пошироката заедница. Додека сопствените џебови се полнеа, системите кои требаше да штитат животи се распаѓаа. Неисправни безбедносни регулации, неефикасна администрација, недостаток на институционален интегритет. И кога се случува ваква катастрофа, шокот е привремен,
но проблемот е што ништо од старите навики не се менува. Ако нешто навистина сакаме да се смени, мора да се признае дека трагедијата на Кочани не почна со самиот настан, туку таа беше само нус производ на долга историја на колективна неодговорност. Во овој момент повеќето луѓе од Кочани се во шок. Се уште. Нивната болка е свежа, нивната тага е неизмерна. Но она што доаѓа после, тоа е всушност вистинската битка. Посттравматскиот стресен синдром не е ништо што се случува веднаш, туку нешто што полека ги обзема оние кои преживеале, кои изгубиле, кои сведочеле на ужасот. Овој феномен може да предизвика хронична анксиозност, депресија, изолација, па дури и суицидни мисли. И токму затоа е клучно сега да се зборува за тоа. Луѓето треба да знаат дека ќе има последици не само физички, туку и ментални. Оваа траума нема да исчезне со времето ако не се третира. Емоционалниот товар на вакви трагедии може да се рефлектира во секојдневниот живот преку несоница, анксиозни напади, неможност за нормално функционирање. Најголема опасност е што во нашата култура менталното здравје се уште е табу. Луѓето се плашат да побараат помош, се срамат да признаат дека не можат сами да се справат. Но сега не е време за срам, сега е време за акција. Психијатриската и психотерапевтската поддршка не значи слабост, туку баш напротив, значи храброст. Секој што минува низ ова мора да знае дека не е сам, не е сама и дека постојат методи и експерти кои може да помогнат во процесот на исцелување. Колективното надминување на оваа траума ќе бара ангажман на сите. Целата заедница мора да разбере дека ова нема да помине со молчење. Само преку активно соочување со последиците ќе може навистина да се изгради некаква иднина по ова темна страница во историјата на Кочани. И како Кочани навистина ќе воскресне. Кочани ќе се издигне од емотивната пепел само ако разбере дека вистинското оживување не значи само обновување на материјалните штети, туку и духовна и психолошка и социјална трансформација. Ова не е само работа на институциите, ова е работа на сите, особено на оние кои имаат влијание врз мислењето на народот. Духовници, лајф коучеви, приватни горуа, сите тие имаат огромна улога, бидејќи народот им верува. Нивната мисија не е само да проповедаат за верата, туку и да ја поттикнат заедницата да направи чекор кон вистинското заздравување. Тие мора да најдат баланс меѓу духовното и рационалното и да разберат дека науката и стручната помош не е во спротивност со вербата, туку е неопходен дел од процесот. Нивната задача е да ги охрабрат луѓето да побараат помош кога им е потребна, да зборуваат за менталното здравје како нешто легитимно, а не како слабост. Ова воскресение на Кочани нема да биде лесно. Ќе бара промена во мајндсетот, отфрлање на стари навики, признавање на грешките што довеле до тука. Ќе бара луѓето да престанат да ја гледаат корупцијата како нешто нормално и да почнат да бараат отчет за оние што управуваат со нивните животи. Ќе се бара од сите, без разлика дали се лидери, граѓани, родители или деца. Да се издигнат на собствените лични интереси и да почнат да размислуваат колективно. Кочани ќе возгрсне само ако научи од оваа трагедија. Ако не, ќе продолжи да трули. А следната несреќа, како ехо од оваа, повторно ќе не разбуди накратко. Само за да не потсети на сето она што требаше да го смениме, а не го сменивме. Да не дозволиме да не буди само звукот на трагедијата. Денес се фокусираме на еден фасцинантен аспект на човечката отпорност. Посттравматскиот раст. Феномен кој илустрира нашата вродена способност не само да ги издржиме екстремните напади и случки и настани, туку и да се трансформираме преку нив често
манифестирајќи повисоко ниво на функционирање и субјективна благосостојба отколку пред самиот травматски настан. Концептот на позитивна метаморфоза по интензивна лична криза не е воопшто нов. Ехоа од него резонираат низ античката мудрост, филозофските трактати и духовните доктрини на различни култури. Сепак, неговата формална артикулација во доменот на академската психологија се кристализираше во средината на 1990-тите години, благодарение на пионерската работа на неколку истакнати психолози кои ги идентификуваат специфичните димензии на овој процес. Ние не мора да замислуваме затоа што за жал во градот имаме многу вакви примери од неодамна. Значи зборуваме за индивидуа која преживеала катаклизмична загуба, се соочила со екзистенцијална закана или била принудена да се бори со кревките граници на сопствената смртност. Наместо да биде дефинирана исклучиво од темната страна на ова искуство, таа може да еволуира, демонстрирајќи ново откриена перцепција за кревкоста и убавината на животот, артикулирајќи сензабилитет за сопствената внатрешна сила и негувајќи подлабоки и поавтентични меѓучовечки релации, перцепирајќи дотогаш незамисливи животни патеки, а можеби дури претрпувајќи длабоки духовни или екзистенцијални преориентации. Клучното прашање кое произлегува е: кои се диференцијалните фактори кои предодредуваат зошто некои индивидуи го трасираат својот пат кон длабока посттравматска еволуција, додека други остануваат заробени во сенките на нивната траума. За да ги деконструираме овие комплексни динамики, се подпираме на експертизата на водечки истражувачи од ова поле, чија работа има значаен придонес кон нашето разбирање на овој повеќе слоен феномен. Суштински е да се нагласи дека посттравматскиот раст не треба да се меша со отсуството на анксиозност, меланхолија или други афективни дистреси кои често се коморбидни со травматските искуства. Напротив, почетната фаза на овој процес често е карактеризирана со интензивни негативни емоции кои произлегуваат од нарушувањето на претходните животни шаблони, парадигми и фундаменталните претпоставки за светот. Признавањето и артикулирањето на овие афективни состојби е составен елемент од патот кон растот. Индивидуата мора да се бори со реперкусиите од самата траума, да ја isprocesira незината пенетративна моќ врз сопствената перцепција и своите очекувања. Избегнувањето на оваа конфронтација може да го одолжи процесот на психолошка адаптација и да го намали потенцијалот за трансформација. Во овој контекст, кои би биле првите правилни чекори? Експертите сугерираат дека од видално значење е да се постигне деликатна равнотежа помеѓу директното ангажирање со травматското искуство и периодичното одмарање од неговата интензивност, со цел реинтеграција на психолошките ресурси. Во овој контекст, интерперсоналната поддршка се јавува како клучен модератор на стресот и убрзувач на отпорноста. Фокусирањето кон социализација, барањето емпатија и практична помош од блиските, како и дозволувањето на моменти на дефокус, на дистракција и улеснување, се покажуваат како значени стратегии во раните фази на справувањето. Друго важно прашање кое се поставува е дали може да се осцилира помеѓу самата траума и еуфоричните аспекти на посттравматскиот раст. Иако линеарната прогресија не е правило овде, подосна во процесот, кога поединецот започнува да перцепира некоја наративна кохерентност и потенцијална вредност на своето искуство, ваквите флуктуации стануваат поизразени. Во почетните фази, доминантниот императив е
опстанокот и справувањето со актуелниот стрес. Рефлексијата за потенцијалниот раст обично се појавува сукцесивно кога започнуваат да се артикулираат нови аспекти на светоглед и на себе разбирање. Ова не ги анулира претходните тешкоти и тегоби, но може да им даде ретроспективно значење или цел. И некои се прашуваат дали овој процес исто може да биде реверзибилен, и овде емпириските наоди сугерираат дека постојат различни патеки на адаптација после травма. Додека некои индивидуи демонстрираат континуиран раст, други може да покажат дури и регресија во одредени димензии. Оваа хетерогеност ја нагласува потребата за нијансирано разбирање на индивидуалните разлики и контекстуалните фактори кои го обликуваат самиот процес. Например, лице кое првично пројавило висок степен на раст може подоцна да доживее намалување доколку не ги интегрира целосно своите травматски искуства или доколку се соочи со нови секундарни стресори. Кои се најкруцијалните карактеристики кај поединците при посттравматскиот раст? Истражувањата идентификувале неколку релевантни особени на личноста. Едно од нив е отвореноста кон нови искуства, која подразбира когнитивна флексибилност, интелектуална љубопитност и афинитет кон новости. Во контекст на травма, ова особена може да овозможи поефикасно когнитивно реструктурирање и асимилација на новонастанатата реалност. Дополнително, екстровертноста, особено во незините аспекти на енергичност и барање социјална интеракција, корелира позитивно со посттравматскиот раст. Екстровертните индивидуи се посклони кон проактивно справување и кон мобилизирање на социјална поддршка, кои се итекако значени протективни фактори. Сега ќе зборувам за 5 димензии на посттравматскиот раст. Овие категории произлегуваат од емпириските студии кои ги анализираат наративите на поединците кои пријавиле позитивни промени после травма. Прва е перцепција на лична сила. Ова се манифестира како интензивирано чувство на отпорност и компетентност. Индивидуите често изразуваат сознание дека нивното преживување на самата травма имплицира поголема внатрешна издржливост отколку што претходно претпоставувале. Втора димензија би била подобрените интерперсонални односи. Травмата може да потикне подлабоко чувство на емпатија, зголемена желба за интимност и поголема алтруистичка ориентација кон другите. Искуството на примање и давање поддршка за време на кризата може да ги зајакне меѓучовечките врски. Следно е откривање нови можности. По самиот травматски настан, поединците може да перцепираат нови животни патишта, да развијат дотогаш латентни интереси и да ги редефинираат своите приоритети, често насочувајќи се кон активности кои им даваат поголема смисла. Зголемено ценење на животот. Соочувањето со сопствената ранливост и конечност може да резултира со интензивирана благодарност за секојдневните аспекти на животот кои претходно биле земани здраво за готово. Ова може да вклучува поголемо уживање во некои едноставни задоволства и посилно чувство на присутност во самиот момент. Последен, но не и најмалку важен е духовниот и екзистенцијалниот раст. Траумата често предизвикува преиспитување на фундаменталните прашања за смислата на животот, смртта и нашата поврзаност и улога во универзумот. Ова може да резултира со продлабочување на постоечките духовни убедувања или еволуција,
кон нови филозофски рамки. Важно е се да напомене дека духовната димензија на растот е концептуално експанзивна и инкорпорира не само традиционални религиозни перспективи, туку и пошироки екзистенцијални прашања поврзани со значењето, целта и интроспекцијата. Истражувањата сугерираат дека индивидуите со претходно постоечки духовни или религиозни обидувања може да имаат поголема склоност кон посттрауматски раст, веројатно поради нивната веќе развиена рамка за справување со екзистенцијални дилеми. Интригантно е што процесот на посттрауматски раст покажува изненадувачка конзистентност низ различни типови на трауматски искуства. Клучниот елемент не е специфичната природа на самата траума персе, туку нејзина способност да ги разниша фундаменталните когнитивни шеми на поединецот. Кога основните предпоставки за себе, за другите и за светот ќе се доведат во прашање, тоа создава еден когнитивен дисонанс кој може да го потикне процесот на преструктурирање и лична еволуција. Релативно честиот фокус на истражувањата врз индивидуи кои преживеале природни катастрофи делумно се должи на логистичките фактори. За жал, ваквите настани овозможуваат природни експерименти кои овозможуваат проучување на големи групи на луѓе кои били изложени на сличен тип на трагедија, олеснувајќи го собирањето на податоци и компаративна анализа. Конечно, во контекст на сериозни или термални болести, феноменот на посттрауматскиот раст може да се манифестира преку интензивирано ценење на преостанатото време и рефокус на животните вредности. Соочувањето со сопствената смртност може да предизвика длабока преоценка на животот и приоритетите. Во суштина, посттрауматскиот раст е сведоштво за изворедниот адаптивен капацитет на човековата психа. Тоа не е за негирање на болката или минимизирање на загубата, туку за идентификување на и негување на потенцијалот за лична трансформација и наоѓање смисла дури во најмрачните агли на човековото искуство. Ви благодарам што бевте дел од ова интелектуално истражување и доколку ова смени нешто кај вас и сакате да ги поддржите содржините на Тантрум Радио, во опис на оваа епизода имате линк до PayPal. Таму можете да ме частите пиво, можете и хелекс, можете и чај, кафе, антибиотик и така натаму. Да се чуваме. До слушање.